Разговори за еднината во 12:05, дебата за опозицијско будење или нова линија на поделба во СДСМ. Вечерва во тема на денот разговараме за платформата што предизвика реакции уште пред јавно да се објасни незината цел, кој стои зад неа, што точно сакаат учесниците, дали се подготвува нов политички субјект или притисок за промени во СДСМ. Мој гостин Игор Ивановски, универзитетски професор и поранешен висок партиски функционер во СДСМ. Добро вечер и добро дојдовте, Ивановски. Добро вечер, Славица. Ми представува чест. Пред да влеземе малку дискутиравме, после може повеќе од една декада се појавувам на медиумите и тоа на политичка тема. Да бидам искрен, не мислев дека повторно ќе разговарам на тема политика, бидејќи го работам и сакам да продолжам да го работам она што најмногу го сакам, а тоа е студентите, академијата, но еве, што е тоа што ве враќа? Години поминаа, како што и сам кажавте, од вашиот последен во јавност коментар за политика. Сте гостувале, сте имали интервјуа на економски теми, тоа што ви е тесната специјалност. Што ве враќа сега? Потребата, она за кое што и мене, и во соработка со, сега ги видам слично мислениците, со кои што нели излеговме пред 2-3 дена, беше една континуирана дебата и подготовка на она кое што за жал го имаме денеска во моментот. А тоа е едно сценарио во кое што имаме неоправдано силна власт, владеачка коалиција, која што има, тоа го гледаме за жал во континуитет, висок рейтинг, иако не испарачува резултати. Ние имаме сиромашно кадровска влада, која што не генерира резултати, не ги исполнува очекувањата. Еве ке на пола од мандатот се ниту едно крупно прашање или ниту едно крупно ветување од една страна не е реализирано. И од другата страна, кога ви очекувале дека се ова е точно, нели, и тоа е мојот став, како опозиционер, како социјалдемократ, ви очекувале дека треба да имаме раст на опозиционото расположение, кое што е евидентно. Опозиционото расположение во државата расте, но тоа не е поврзано со тие кои што во моментот се на политичкиот пазар, за жал. Впрочем и СДСМ под водство на председателот Венко Филипче. Јас веднаш на почетокот сакам да направам дистинкција од СДСМ и председателот Венко Филипче, бидејќи тоа се фундаментално две различни работи. Кога разговаравме со моите колеги и колешки, рековме дека сметаме дека треба дополнително да помогнеме на СДСМ. И тоа на еден вистински начин, кога нема диалог, кога нема дебата за суштинските прашања внатре во партијата, и тоа се игнорира, дека тоа ќе мора да го направиме на друг начин. Со навистина луѓе на кои што не се оптеретени со функции, кои што не идат на избори, кои што немаат партиски, ниту посакуваат партиски функции, за да отвориме доверлива, искрена, честна дебата и на тој начин да дефинираме, да детектираме, да диагностицираме и да понудиме решенија. Сепак која е прва средба и таа ја направивме на тој начин. И јас честно, како што и се договоривме со сите луѓе на таа маса, а ќе има и други средби и други секако членови во таа дебата, можем да говорам само за она за што заеднички се договоривме и тие заклучоци, ќе дојдеме до тоа. И дозволете, бидејќи, ако ми дозволувате, бидејќи веднаш на почетокот сакам да бидам личен. И не сакам да го изгубиме повеќе од времето на таков тип на дискусија. Јас Венко Филипче го знам од моите 17 години. И немам ништо лично против него, напротив, секогаш во животот сум му помагал и нема веројатно друг кој што повеќе посакувал тој да успее како председател на СДСМ. И во изминатиот период континуирано учествував со мои сугестии, предлози, мислења, не само јас, туку и дел од луѓето најдобронамерно кои што седе на таа маса. Например, јас лично мислев дека Венко Филипче како председател треба да направи целосен дисконтинуитет на СДСМ, за да тој повторно, се говорам партијата, биде конкурентна и има нов почеток, кадровски, програмски, концептуален. И јас знам дека и во тоа немам поинако мислење. Да, Венко е одличен неврохирург, да не кажам најдобриот, тоа не е моје да го судам, нели? И тоа мислење го имам и се уште, тој секој сака да помогне, но јас и во изминатиот период, но и сега еве јавно, тоа ќе биде прв и последен пат, говорам за него како председател на СДСМ и он во таа улога не може да се снајде. Дали е немање на капацитет, дали е незнаење, што е легитимно, нели?
но можеби и несакање. Јас мислам дека ова е последното. Бидејќи сите во изминатиот период дававме добронамерни совети, без да побараме било што за возврат, бидејќи тоа е улогата на некој што сака да помогне, добивавме ветувања дека да, ќе се случат некои промени и така натаму. И тоа траеше подолг временски период, но тоа не се реализира. И знаете, кога од другата страна вие ќе имате во континуитет еден момент на манипулирање, на неговорење на вестината, да не употребам преголеми зборови, но јасно е, одлучувате дека тоа затвара вратата. Впрочем, тоа се случи и со реакцијата на кој што ние недобронамерно тргнувајќи како помош на СДСМ за да ја отвориме и да ја посочиме правата дебата, ти реагира на еден дефинитивно неадекватен начин. Впрочем, се повеќе гледаме дека очигледно се тоа на кое што јавноста го знае, го говори. А тоа е дека постои еден подземен, под маса, договор помеѓу група и поединци во СДСМ за сметка на СДСМ и се злоупотребува партијата за лични поранешни интереси, ќе бидам директен, за слобода, очигледно постои. Тој договор е согласен. И затоа имаме вакви абсурдни ситуации, да имаме нереално, фактички многу силна владеачка коалиција, која што неоправдано, според мене, има ваква поддршка, и виртуелна, фрагментирана, слаба опозиција. И второто, јас сум во СДСМ од мои 17 години. Ниту ми паѓа на памет, ниту имам намера да наштетам, ниту да работам за формирање на нова политичка партија, ниту заедно со моите колеги и колешки, ниту пак за било кои слични алтернативи кои што може да призвучат на таков характер. Не. Тоа го кажавме неколку пати, сега директно вас и за целата македонска јавност, пред се за членовите на СДСМ, тоа го и симпатизерите го кажувам, бидејќи тоа е клучниот момент. Сега треба да се помогне на невистинскиот начин на СДСМ. Добра. И ние тоа мислиме дека го правиме. Еден обширен вовед во понатамуштата дискусија која ќе ја водиме, ќе сакам за повеќе од овие точки кои ги споменавте да отвориме дискусија. Разговори за еднината 12 и 5. Да. Настан за кој никој не можеше да знае дека во таква форма ќе се олицетвори она за што се шпекулираше подолго време, дека постои група на поранешни истакнати високи функционери на СДСМ кои ќе се спротивстават на сегашното раководство, но ете се случи на 1 јули со еден таков настан. Што е тоа? Платформа, велите нема да биде нова политичка партија, серијална дебати, граѓанска иницијатива. Што е концептот позади она што почнавте да го правите? Многу кратко. Демократска платформа за диалог и дискусија. Отворена, директна, јасна. Не е за затворени врати. Тоа го кажав. Ние тоа го направивме согласно едни демократски правила за според кои што многу дебатирале и дискутирале и во државата, и надвор од државата. На крајот ние не се криевме. Еве ги снимките, ги гледате. Ние дадовме соопштение, дадовме имиња. Каде е тука криењето? Не, напротив. Многу децидно и многу јасно. Ниту сме НСДП, ниту сме ЗНАМ, ниту пак било налик на било која поранешна, или можеби некоја идна од некој трет политичка партија или структура, бидејќи на граѓаните им е смачено да гледаат политички структури или партии кои што треба да ги остварат личните кариери, бизнис интереси или темпорални решенија на поединци или на клика на луѓе. И во тој контекст, ако сум доволно јасен, коригирайте ме ако грешам. Еве да ви кажам еден конкретен пример. Денеска јас и вие немаше да разговараме за ЗНАМ, ни за овој, и ќе зборевме за ЗНАМ 0-0, не за ЗНАМ 2-0, како што тие абсурдно не обвинуваат. Доколку председателот на СДСМ донесеше една вистинска одлука, а тоа е да го поддржи СДСМ во вториот изборен круг одличниот независен кандидат и вистинското решение за Куманово, според мене, а тоа е Горан Стојковски Диро. Да го направеше тоа председателот на СДСМ, Максим Димитриевски, иако не сакам да говорам имиња, немаше сега да биде градоначелник и знам, веројатно немаше да постои, бидејќи затоа и таа постои. Што направи председателот на СДСМ?
по барање, веројатно, на водечката партија во власта, го спаси знам за да обстои владачката коалиција и да имаме повторно оваа атмосфера и повторно оваа структура. Знаете колку примери можам вакви, ова е најеклатантниот. Знаете колку примери можам вакви да ви набројам? И јавноста заслужува да ја знае вистината. Тоа го знаат луѓето во СДСМ. Тоа беше случај и за Пробишти, и за Валандово, и за Крушево, и за Чашка, и за Битола, ако сакате, и да не ги редам ваквите примери каде што партијата не ја спровед, се извинувам, председателот на партијата, не ја заврши својата елементарна работа, тоа е да се бори за опозицијата и за спротивното мислење на власта. Што е резултатот на ова? Владачката структура успешно продолжува да купува време, а оваа мала група успешно купува слобода. Сериозно обвинување. Не е тоа обвинување, тоа е моје мислење, се извинувам, реков дека тоа е моје лично мислење. Да. Какво Јас го говорам гласно, јасно, тоа што и вашите колеги и колешки го зборат по временски период и јавноста очигледно го гледа, бидејќи во спротивно не можам на поинаков начин рационално да објаснам еве вакви конкретни факти. Токму СДСМ вас ве обвинува не со овој тон или со овој наратив, но дека сте знам 2:0, дека вие одработувате Пред малку го дав одговорот за со факти. ДПМН, дека сте проект на Христијан Мицковски по формулата која веќе ја спроведува Александар Вучич во Србија, затоа што не доаѓа критика од вас кон власта, колку што доаѓа критика од вас кон опозицијата, на која е потребно окрупнување и градење на широк фронт, а не нови поделби, како што беше отцепувањето на Максим Димитриевски и Пред партијата. малку кажав, не правиме нова партија, не делиме никого. Не правиме нова политичка структура, ние нема да одиме ни избори, па некого да делиме. И тоа е јасно, не сакам веќе да го повторувам. Сакам јасно да лоцирам дека ваквата состојба и кондиција ја доведува председателот и малата група околу него заради лични интереси. И нема тука делба од што да делиме. Нешто повеќе да делиме од ова. Да, ние се обидовме многу често, многу искрено со тие луѓе таму кои што седнавме, да дефинираме вредносна, принципиелна база, фундамент, за да констатираме дека да, доцна е, 12.5 е доцна, бидејќи времето си оди, Македонија нема За кого е прогрес. доцна? За Македонија или за И за СДСМ и за Македонија. Бидејќи за да се подобри ситуацијата во државата, треба силна опозиција, нели? Да. Ако треба силна опозиција, ајде да се направи. Бидејќи вака ова не функционира. Евидентно е. СДСМ сега се говори за не ни веќе екзистенцијален минимум. Гледате, бројки, цифри кои што се, ако ги преведете анкетите, под 100.000, што било несватливо за целата работа. И видете, во таа ситуација, ние правиме јасна дистинкција и тоа го дискутиравме. Тоа го прават и честните членови. Јас сакам према нив да се обратам да им кажам дека да има трпение, за да видат дека сето ова кое што се говори и ние го говориме, ќе излезе набрго на виделина. Од тоа нема бегање. СДСМ мора да се врати на членството. Не со кадровски избори. Не. Таму треба драматични промени. Прво треба да се смени статутот, што ја држи затворена. Па затоа што ја приватизира партијата. Има избор Ние имаме на директни избори, односно на председател. Тоа е од СДСМ велат најдемократската форма на... Во моментов нема да го обременам разговорот со формата и начинот и имплементацијата на тој начин на гласање. Но отворена партија значи дека членството треба да одлучува за кандидати и внатре, за кандидати и надвор. Например, таму треба програмско редефинирање во овој контекст, бидејќи веќе не се знае која е лево, која е десно, кој е центар и кои политики се предлагаат, ако воопшто се предлагаат. Дури откако ќе се доведе некој елементарен ред, кој што не постои како резултат на поединци, многу мали, дури тогаш може ние да разговараме кој председател, председателка или било кој друг може и треба, тоа нека си го кажат членовите, многу сме далеку. И ниту јас, ниту било кој друг на таа маса разговаравме. Да, разговаравме многу за погрешните политики на власта, кои што не се адекватно
алтернативно, не само критикувани, бидејќи едно е да критикувате, ворете, ама ако е гола критика без алтернатива, граѓаните тука немаат никаков ефект, бидејќи ја критикува како е критикува? владата, има константно и пресконференции. Тоа е виртуелно. Лидерот на Да, партијата ако се броиме во ред. излезен пред јавноста со И собранието, и се каде е поратили со ефектот? амандмани. Поинтата ми е нешто друго. Ефектот можеби ќе дојде за 5 години од сегашното работење. Има и програма партијата и ние и граѓаните ќе видиме 5 години постари и ќе имаме оваа ситуација каква што е сега и ќе разговараме после 5 години што би можевме да го направиме подобро и побрзо, нели? Добро, која е вашата стратегија? Бидејќи велите нема нова политичка партија формирање, да. а треба работите велите радикално да се променат, значи ли тоа исчекување на нов изборен пораст на СДСМ за барање на некаква конкретна директна одговорност од раководството, или мислите дека може и претходно да предизвикате некаков радикален пресврт во самата политичка партија? Видете, ние сме демократи, социјалдемократи. Ние можеме да разговараме, да дебатираме, да презентираме во јавност политики, мерки во интерес на граѓаните кои што би сакале да ги видиме како основа за равноправен надпревар на некоја друга страна. Ние со ВМРО сме сериозно и драматично различни и така треба да биде. Ме прашувате за стратегија. Ние кога ово го започнавме, не го поставивме од аспект дека да, тогаш и тогаш треба да се случат тие работи, ниту се водиме од нашите лични интереси. Ја не знам дали ќе има избори во државата. Може да ви кажам дека ако има, тоа ќе биде грешка. И дека на Македонија не се потребни избори. Најмалку со овој изборен закон. И сега видете, еве конкретно само како мала дигресија. И ВМРО и СДСМ, односно председателот и ова мала група околу него, бидејќи другите мислат поинаку, не разговараат за отворени листи, не разговараат за една изборна единица, не разговараат за отварање на процесот, па независни кандидати да имаат настапи плурализам, па граѓаните објективно, ели, да одлучуваат. Не. Сега имаме некоја квази дебата за едно, за второ, за трето, ама само не за суштината. Што е тоа? Во таа ситуација, нашето појавување, скромно, честно, отворено, со најдобри намери, е да се помогне на СДСМ. Тоа мислиме да го направиме на тој начин, со генерирање на политики, со презентирање во јавноста. Ние нема да водиме, и затоа го кажам на почетокот, јавна дебата со председателот на СДСМ. Не. Ова го правиме за да едноставно се види дека има потреба од опозиционен, вистински потенцијал, структура на луѓе кои што ќе можат алтернативно, на вистински начин да се конкурираат со владеачката коалиција во овој момент и најважно да понудиме решенија. И дозволете во овој контекст. Овие неколку изминати дена, а и она што го слушам денеска на медиумите, не ме шокира, но сакам јавно. Реакциите кон вас зборувате? Од председателот на СДСМ и таа една група пиар, мала двајца-тројца, колку и да си релевантно. Стравувате дека е можно да ви исклучат од партијата? Вас или имаше веќе најава Тие да ми дека исклучат мене или останатите? Славјанка Петровска Или Славјанка или останатите? ќе биде ревидирано во текот на неделата која што следува. Подготвени Јас сум- бевте дека може да дојде и до тоа да го изгубите членството во партијата? Од нив не. Јас сум член на СДСМ од 94-та година и тоа ќе останам до крајот на животот. Тоа не може да го направат луѓе или човек кој што не е асоциација, ниту е дел од историјата на СДСМ. Но, она за што е уште пострашно, и сакам прв пат и последен пат да пратам јавно предупредување, да прекинат со дискредитациите и живувањето или сериозните конструкции што ги прават према луѓето на таа маса, на дел од луѓето на таа маса и нивните семејства. Ако имаат проблем, еве нека ме напаѓаат мене. Нека измислуваат, нека дискредитираат, како што тоа го прават и до сега, ќе ги издржам. Ама да ги напаѓаат луѓето, кои што немаат ниту дел од нив не се ни членови на СДСМ, или да размислуваат дека може да исклучуваат пратеници, градоначалници, основоположници на СДСМ, е надвор од умот. И знаете, ако вака продолжат, или навистина ако го направат тоа, на крај ќе остане уште председател да се исклучи сам себе и последно да го исклучи светлото во СДСМ.
Тоа нема да го дозволиме. Во соопштението кое го испративте по средбата, рековте дека имаме силна власт и вечерва тоа го споминавте, дека имаме... Не, тоа анкетите го кажуваат и граѓаните, јас само констатирам. А јас велам дека тоа е неоправдано. Да, но дека опозицијата, власта рековте не е ефикасна, но силна, а СДСМ го пишавте како виртуелна опозиција. Главната острина практично ви е насочена токму кон СДСМ. Имате ли реална критика кон власта? И не ве прашувам со една реченица, тука има пример 3 конкретни работи кои сметате дека владата ги греши. Во моментот бидејќи СДСМ вели дека не се насочувате кон владата, бидејќи соработувате токму со власта. Само 3. Пошто има многу повеќе. На пример, ако веќе морам да одлучам за 3, нели? А има многу. Да, нека бидат 3. Првата работа зашто оваа влада ја доби најголемата доверба, а тоа е борбата против криминалот и корупцијата. Не гледаме резултатот тоа. Број 1. Број 2. Економијата и животниот стандард. Нема резултати, стоиме во место, дури во некои сегменти и назадуваме. Има безиденост на владата, има неефикасност, кадровски сомали стјучоци се сериозно дефицитарни и немаат капацитет и немаат концепт. Или се продолжува нешто од минатото, што е лошо, и тогаш кај се промените, освен што тоа се вели изгубено време, а не превземаат некои нови моменти. Тоа беше втората работа и сега бидејќи треба да бирам во таква ситуација, па едноставно продолжување на драматичната неефикасност на институциите. Кога ќе разговарате, не треба да разговарате, секој од себе може да го констатира, некој повеќе, некој помалку, за жал. Институциите не функционираат. Нема ред. Една елементарна, наједноставна работа не може да функционира. Една. Секако има, за жал, многу малку позитивни примери, но кога добивате нова власт, кога давате ветување, граѓаните од вас очекува да биде подобро, а не да биде дебатата преку соопштение кој е полош. Тоа се случува секојдневно. Да. И на крајот на криштата во контекст на оваа ситуација, знаете, бидејќи се префрливме на тој дел, кога сега вие велите не обвинувале дека не ја критикуваме власта. Јас можам, и за тоа може посебно да закажеме друг тип на дебата, и тоа ќе го направам бидејќи сега немам толку време. Но она кое што мене вака ми индикативно, и сакам да дам еден предлог, бидејќи острината на ова сатанизација, како што претходно ви споменав примери за канибализација на носители или кандидати на СДСМ на локалните избори, не се случува таму каде што треба, туку се случува кон членови на СДСМ. Еве, конкретен овој пример. Например, она кое што мене, или јас очекував да го слушнам не сега, но претходно од партијата, е дека председателот на партијата требаше јавно да излезе и да го повика Васко Ковачевски, поранешниот директор на СМ, за кој што има, нели, кривично обвинување, бидејќи ако се точни информациите што циркулираат низ градот, очигледно сите знаат каде е. Васко Ковачевски никој не го истича од партијата. Никој не го повика, јас мислам дека тоа треба да се направи, да дојде пред органите на институциите на оваа држава, кога тие се слаби и неефикасни, и едноставно да се соочи со нив. Или пак очекувам председателот на партијата да повика од институциите и јавното обвинителство, конечно да видиме што е тоа што треба Артан Груби да го каже или да одговара согласно на кое што се терети. Добро, има една флоскула која што се користи и не е само таа и во минатото се користела. Секој кој што се огрешил треба да одговара пред институциите. Тоа го сака 99,9% од граѓаните. И што е ова проблем ако се направи? Дали ако тоа конечно се случи во државата, тоа е добар старт? Да. Кој тоа го посакува? Очигледно никој. Говорам за малите групации. Видете, бидејќи СДСМ
и членовите, па и на ВМРО, ако сакате, или на било која друга политичка партија, не може да се идентификуваат само со мала група на луѓе. Не. Тие се честни, работат, заработуваат колку што можат, сакаат подобро и повеќе, нели? На крајот сакаме задоволство, спокојство, нормалност во државата, ама тоа не го добиваат. А сите тоа го бараме. Еве, што е ова кое што да речеме ние го разговаравме меѓу останатото на таа средба, велиме да институциите да функционираат, да има владење на правото. Повелете. Зошто тука некој се осека прозван од СДСМ? И тоа не било критика кон владата? Илузорни се овие ситуации. И овие ставови за нив веќе не сакам да... Мислам да го губиме времето, бидејќи е јасно како белден. Да. Добро, тие од она што можевме го слушнеме како реакција, сепак има повик дека доколку имате предлози, доколку ги изнесате пред нив, ќе бидете вклучени, доколку грешат некаде би го исправиле курсот. Звучеше прилично конструктивно лидерот на партијата кога вчера ги коментираше случувањето, дека практично има простор за сите да учествуваат во креирањето на политиките. Дали е сето ова насочено за да има кадровска смена и некој друг да стане лидер на СДСМ, можеби вие или некој од луѓето кои беа на оваа маса, или ви е важна суштината и програмата не се согласувате, бидејќи во топ 3 не ги спомнавте, например, евроинтеграциите, нешто кое што СДСМ секојдневно го зборуваат. Можеби тоа е затоа што ако ги споменев евроинтеграциите, не можев да ви одговорам во рок од 3 минути, бидејќи не мислиме дека решението е ова кое што го говори СДСМ, ниту пак дека е решението однесувањето на власта визави клучното прашање. Да, имаме своја позиција, и ќе ја дискутираме коректно, но да се вратам дали сега дали е проблем да се промени раководството само или суштината на... Веќе го одговорив тоа. Видете, председателот и таа мала група на луѓе, тоа е веќе завршена работа. Прашање на време. Не е нашата идеја, ниту пак желба да ние извршиме во овој момент кадровски промени. Не, малку реков. За да дојдеме до кадровски избор, кога и да ќе биде тој, и кој да ќе биде избран, за нас во моментов е сосем ирелевантно. Ние треба да имаме нормализација и враќање на редот, враќање на широката дебата, бидејќи не се дебатира внатре. И не е точно дека сите можеле да ги дадат... Па ние ги дававме мислењата. Ги дававме, јас ги го кажав тоа на самиот почеток. Добивавме ветување, да, вака ќе направиме. Последицата не само што не беше не се случуваат тие работи, туку се случуваше спротивното. Добро, кога ќе погледнеме сликата од настанот, таму сте вие, Гордан Ѓорѓев, Емилијан Станковиќ, Андреј Петров, сите вие сте биле носители на високи... Зборувам за поранишните, сте биле носители на партиски функции, сте били и пратеници во времето кога Бранко Црвенковски бил лидер на СДСМ. Каква е неговата улога во оваа платформа? Јас сум бил пратеник и тие биле пратени кога била председателка и Радмила Шекеринска и Владо Бучковски, но јасно ми е дека секогаш кога се говори за вакви крупни прашања во СДСМ, присуството или неприсуството на Бранко Црвенковски секогаш е една од најважните работи и јас тоа го разбирам, бидејќи неговото наследство и историска улога во СДСМ е огромна. Многу директно ќе ви кажам. Ова е иницијатива на нас, кои што не напоменавте, и само на нас, и на дел луѓе кои што дополнително беа таму присутни. Ова е наша битка. Секој мислење ни е важно, но автохтоно, автентично, искрено и честно ќе ја водиме како што е започнало. Ќе продолжи ли пратеничката Славенка Петровска да ги поддржува политиките внатре во пратеничката група, бидејќи едно е дали ќе биде исклучена од политичката партија со одлука на партискиот врв. Не, тоа не сакам ни да го помислам, а друго но се е незиното дејствување, дали имавте координација околу тоа, дали дел од пратениците треба поинаку да дејствуваат во следниот период? Ние се договоривме и многу коректно разговаравме што ние мислиме. Ние нема да кажуваме, ниту да бараме од некој, без разлика дали е градоначелник, дали е пратеник, дали е внатре во рамки на партиските органи, што да прави. Но честно ќе кажуваме во јавност од аспект на политики. Ниту некого ќе напаѓаме, ниту ќе дискредитираме, ниту ќе сатанизираме, ниту ќе измислуваме, ќе говориме со гласот на аргументите и на вистината. Мислиме дека тоа е приоритетно и најважно. Да, ќе има идни средбидни дебати, ќе има и други учесници на тие дебати. За нас човечкиот капитал и на луѓето кои што се честни, искрени, а тоа е најголемиот дел.
И такви се луѓето во членството на СДСМ, се секогаш добредојдени. И ние ќе работиме во нивна помош и во нивна полза. И ќе видите во јавноста понатаму дека тоа почне нема да отстапиме од таа. Имате ли лидер на ова маса на која што бевте? Вие сте тој или некој можеби друг? Веруваме дека во вакви околности, кои што се атипични за Македонија, треба да бидеме целосно поинаку и да се базираме на вредности. Тешко е во Македонија да воспоставите таков пристап. Да се базираме на принципи. Тешко е во македонската политика така да функционирате, но ние одлучивме дека ќе одиме по тешкиот, по вистинскиот и по патот кој што не подразбира или последна е точката на дневен ред, ако воопшто дојде до неа, кој? Тој или таа? Сеедно. Од тие причини, не. Хоризонтално сме поставени и ќе се шириме хоризонтално, да, има техничка организација која што е намалку поврзана со суштината, но клучот е да се отвори дебатата, да се кажат работите со вистинското име и презиме, да се посочат предлозите и алтернативите и на крај, ако го гледате во соопштението, ние велиме конечно е потребен нов општествен договор. Што подразбира тоа? Тоа подразбира како основа за опозицијско однесување и хомогенизирање. Но тој општествен договор подразбира серија и за него веќе работиме и ќе продолжиме да работиме за да имаме автентична дебата, бидејќи сакаме сите да учествуваат и да го чувствуваат како свој тој продукт. Например, прво да ги нормализираме односите во државата, да нема ваков тип на лични конфликти. Број 2, за тоа што е добро, да констатираме дека е добро, например, реков на почетокот или во текот седно, релативно малку имаме успеси, ама еве Safe City како концепт е добар, ама може да биде подобар. Еве ние тоа сакаме да го користиме како основа и да речеме, да го кажеме како парадигма, ајде да го подобриме. Број 2, еве ајде да се разговара со вистински решенија за правилата на игра изборен законник, за тие што ќе учествуваат. Ние тоа воопшто во моментов не го анализираме, или за економијата. Знаете, кога ќе имате ситуација каде што прво внатре опозицијата ќе биде на вистина, не како во Србија, ама да биде на поставена на здрави основи, тоа се дискутира, се градат заеднички позиции, утре се седнува и се вели, ајде на граѓаните да им понудиме решение, како Македонија да прогресира, например, кон европската интеграција, едно корупно, драматично и национално заради минатото и сегашноста, ама и за еднината прашање, и за тоа разговаравме. А тоа е нашата интеграција во ваков контекст, да најдеме национален консензус, бидејќи без тоа не може да се движи, да се најде најдобро решение. Таков тип на однесување на политики во кој што гледате, не е прашањето кој, не е прашањето зошто, туку прашањето е како да се дадат решенијата. И колку и да е тешко во вакви околности, во ваква политика, која што е приземна и така натаму, јас имам верба. И луѓето на таа маса, и луѓето надвор од таа маса, а тоа се искрените граѓани, без разлика, јас се доминантно се обраќам кон членовите на СДСМ секако, но и останатите, верувам дека ќе го препознаат и ќе дадат поддршка за таков тип на нова политика или на потенцијално нов општествен договор. Игор Ивановски, во тема на денот, ви благодарам за